35 години активно и успешно стопанисување на македонскиот пазар, особено со една роба која не иде така лесно, тоа се автомобилите. Затоа го поканивме господинот Кирил Воиновски, генерален директор на Евроимпекс, да ги сподели неговите искуства кои ги добива овие 35 години. Добре дојдовте во Автомагазин. Добре најдов. 35 гледатели. Ви благодарам. 35 години е сериозен временски период. За тие години почнавте првенствено со Peugeot, но понатаму ги проширивте своите влијанија и своите работења во автомобилскиот свет. Како започнавте? Па започнавме како прва приватна фирма во Македонија, регистрирана во автомобилскиот сектор. Значи, нашата регистрација е уште од 1990 година, значи уште од претходната држава. И еве се уште обстојуваме, значи во изминативе 35 години сме присутни на пазарот и сме прва македонска фирма која што се уште работи со предметот на работа кој што го реализирал преку Peugeot уште во 1992 година. Самата, да кажеме, самите почетоци на работењето идеа преку случајно неврзан разговор помеѓу мојата мајка Олга со нејзина колешка која што тогаш работеше во претставништвото на Peugeot во Скопје и преку тоа ние склучивме некоја си соработка, стапивме во контакт со Peugeot и нашето патешествие започна. За овие 35 години вие уживате голема доверба од страна на вашиот принципал. Вие започнавте на македонскиот пазар, но многу малку компании од вашиот сектор и од другите сектори добија доверба од своите принципали да раководат со повеќе пазари. Денеска Евроимпекс, осем во Македонија, има своји продажни места и е застапник на Peugeot за Србија, Косово, Црна Гора и Албанија. Точно, да. Значи, ние успеавме, значи, од локална компанија да прерастеме во регионална компанија, да ги прошириме нашите полиња на делување, а сето тоа е некоја историја, некоја минато. Значи, она што е сработено во изминатото беше верифицирано и препознаено од страна на Peugeot, за да ние додавили таа доверба, за да можеме ние да настапиме на регионалниот пазар. Сега Peugeot експандираше. Од само Peugeot групацијата PSA нарасна и го купи Opel, но од таму па излезе и Stellantis. Вие добивте уште една од признанија, тоа е на истите пазари да го застапувате и Opel. Точно. Значи, ние преку таа работа што не дефинираше и взаемноста доверба што имаме со принципалот PSA од тогашно време, со самото превземање на Opel од страна на PSA се формира нова фирма и тука нас ни се отвори можноста за да понатака почнеме делуваме, односно да го прошириме нашето работно поле и на Opel како таков бренд. Од моментот на склучување на првиот допис, каде што ние дадовме писмо со намери, па се до финализација на таа реализација поминаа скоро 3 години. Значи, тоа беше долготраен маркетебен процес кој што изискуваше долги преговори, долги разговори и кој што на крај резултираше со ова што сме сега. Застапувате два различни бренда. Дали постојат есенцијални разлики во работењето со Peugeot и со Opel? Па не постојат некои големи разлики. Логички, едните се француски, другите се германски менталитет. Меѓутоа, со самата фузија на Stellantis, значи со формирање на Stellantis, каде што влегува повеќе фирми под ист кров, тоа веќе се интернационализираше. Значи, луѓето што работат се измешаа, значи имате французи сега во Италија, германци во Франција, така натака, со тоа што се смени начинот на едностранно размислување од типот на ние сме од оваа страна, французите од таа страна, германците се на трета страна. Сега сето тоа веќе
така менаџирано што има некоја плотност и сите фирми функционираат на слични бази. Да се работи на вакви пазари е голем предизвик. Еве паралела да направиме со македонскиот пазар. Ние немаме некој голем волумен на продажба на нови автомобили. Како се справувате со опстанокот на пазарот низ призма на сите оние норми што ви ги наметнуваат принципалите? Цените нон-стоп растат, нашата куповна моќ е таква каква што е, а сепак сте врзани за одредени волумени во продажба, нели? Точно. Значи, она што се цели во нашиот пазар е учество на пазарот и тоа е меродавно за да видиме дали и колку сме ние успешни во нашето работење. Предизвици во работењето и на локално ниво постоеле. Значи, уште во 90-тите години имаше различни предизвици. Од денес, од тогаш па до денеска ние немаме некоја си ниво на стабилна работа, него сето тоа е помешано со економски и политички фактори кои што директно влијаат на нашето работење. Значи, сме имале случаи, банално кажано, уште во 90-тите, каде што имаме министер на тогашна влада, во август месец излегува на телевизија да каже дека од нова година царините ќе ги укинат. Автоматски, ние од август до нова година не работиме ништо, се чекаме да се укинат царините. Сме имале дистрибуција на информации кои што се вршила промена во текот на саемска манифестација, се менуваат даноците, после 3 месеци па се враќаат на старо. Значи, немало коегзистенција, немало континуитет на регулативите кои што нас би ни овозможиле некоја си пазарно делување со некои си фиксни параметри, какви се, такви се, ама бар да ги поштуваме тие правила. А дали би можеле да направите паралела помеѓу македонскиот, српскиот, косовскиот, албанскиот и црногорскиот пазар? Дали е таму постабилна ситуацијата? Што се однесува до легислативата? Кои се таму давачките? Дали се толку високи како во Македонија? Да, давачките се приближно исти во сите овие држави, значи нема некоја драстична разлика, проценти се во прашање 1-2, нешто тоа што не е нешто страшно. Анализата повеќе би ја сведел на пратење на пазарот и движењето на конкуренцијата од аспект и на куповна моќ на клиентите што се таму. Значи, секоја држава согласно стандардите кои што ги поседува на нејзино ниво, има, да кажеме, параметри кои што мора да ги сознаете, да ги сослушате, да видите како се движиме, за да после реагирате. Така да и поред тоа што се слични сите тие пазари, секој си има своја автономија и секој си има своја одлика кој што ние сме тука за да тоа го пресретнеме и да одговориме најдобро на можните за побарувања. Вие сте тука и за да дистрибуирате нова технологија. Таа се вика електрични автомобили. Пред малку рековме дека цената на автомобилите е се повисока, не по ваша вина, туку по она што го диктираат производителите, но за жал електричните автомобили се уште поскапи. Паралела, една Opel Corsa со мотор на согорување чини 20.000 евра, додека истата таа во електрична изведба чини околу 36.000 евра. Истата паралела може да ја повлечеме и за Peugeot 208. А од една страна. Од друга страна, Европската Унија сака до 2035 година да нема веќе модели со мотори на согорување. Како можеме ние да го фатиме приклучокот? Имаме предизвици што се однесува и на инфраструктурата на полнење. Како ја гледате вашиот развој во идните деценија и пол? Значи, точно е тоа. Ние иднината не ја дефинираме ние, ја дефинираат во рамките на европски и светски рамки. И зацртано е дека електрификацијата е нешто што е и ништо ќе биде промовирано во наредните години. Имаше прелиминарни разговори дека до 2035 нема да има ајс мотори, односно мотори со внатрешно согорување.
Меѓутоа, има некои ретарирање во тој правец. Значи, сега има некои најави дека можно е да продолжи тој тренд каде што се уште би се произведувале. Од многу проста и едноставна причина што трансферот од мотори со внатрешно осигурување во електрични возила некако многу брзо дојде и ги дочека, да кажеме, неспремни факторите кои што треба да го реализираат тоа. Просто е кажано што економичниот дел на каде што возилото кое што има радиус на движење, збориме за внатрешно осигурување од просек некаде 800.000 километри, се уште е во рамките на комерцијалниот дел недостапно за електричните возила. Точно, да. Така да самите возила ќе им треба уште малце време да созреат, да дојдат од некоја таква економија. Самото полнење е различно. Значи, вие полните бензин за 5 минути. А електрично треба минимум половина час да застанете на полнач. Се слагам. За овие 35 години, колку возила имате продаден? Па, можам со гордост да кажам дека имаме повеќе од 30.000 возила продадено. Тоа е Тоа импресивно. е респектабилна бројка, значи и тоа се одликува во нашето работење. Ние како фирма постоиме, значи како што кажав, 35 години. Имаме многу ниска флуктуација на кадар и целиот успех на работењето на фирмата се должи на компактниот тим што го имаме и на сите вработени кои што придонесуваат подеднакво за развој на компанијата. Значи можете и да ја проектирате вашата иднина. Кои се вашите проекции за иднина? Па нашите проекции се да продолжиме со исто темпо, значи начинот на кој што до сега сме работеле, се покажа како добитна комбинација, значи идеме напред, го усовршуваме тој модел и овие 35 години здравје да ги направиме наредни 135 години. А дали ќе изградите уште некој инфраструктура? Точно, значи ние имаме моментално сме во фаза на изградба на 2 нови сервисно-деловни центари, едниот во Скопје, другиот во Белград, кои што ќе одговарат согласно најновите стандарди и најквалитетните можни услуги што би ги понудиле на нашите клиенти. Значи тоа е во деловниот план кај што ние сме во едни доста големи инвестиции, а сето тоа ќе соодветствува со реална и се надеваме осознаеност кај клиентите кои што ќе го знаат да го ценат тоа што сме го постигнале. Господине Војновски, ви благодарам на гостувањето во Автомагазин. Ви посакувам уште многу среќа и да го исполните ова ветување што рековте за следните 135 години. Ние одиме понатаму со Автомагазин. Автомобилската смотра во Шангај станува една од највлијателните во светот. Според прикажаното, таму орото го водат домашните марки, потенцирајќи го нивниот технички и технолошки потенцијал, кој се повеќе е зачинет со интригантни дизајни. И европските премиум марки имаа забележителен настап. Само BMW тактизираше, чувајќи ги своите изненадувања за Минхен, каде официјално ќе ја представи својата Neue Klasse, генерација на електрични возила.